За таа цел би ве повикал да отвориме во Јован 3 глава. И што имаме таму? Никодим. Средбата на Никодим, јудејскиот старешина, учител, член на Синедрионот, многу почитуван меѓу евреите, неговата средба со Господа Исуса Христа. А меѓу фарисеите имаше еден човек по име Никодим, јудејски старешина. Подолу во 10 стих ќе видиме дека е и учител, така Исус го ословува. Тој дојде ноќе при Исуса. Зошто? Затоа што му беше испод чест да тоа го направи јавно и нормално, се плашеше и заради тоа што имаше таква позиција во општеството и беше видна личност, да сето тоа не поделува на неговиот рейтинг, статус и така натаму. И еве што му вели. Овде сега ќе видиме директен одговор од страна на Исуса Христа на прашањето како човек да се спаси. Овде Исус ќе даде краток, но така јасен и директен одговор и опис на целата негова служба, зошто е дошол на земјата и таков опис каков што никогаш претходно не дал и каков што никогаш подоцна нема да даде. Затоа и посебно е важен овој дел од Светото писмо, не дека другите не се важни. Никодим му пристапува ноќе на Исуса и му вели: рави, учителе. Го почитувал, навистина го почитувал како учител. Го следел неговиот живот, често. Сето она што Исус го правил. Знаеме дека си дојден, значи не само тој, туку и постоеле повеќе други. Знаеме дека си дојден од Бога како учител, зашто никој не може да ги прави чудесата што ги правиш ти, ако Бог не е со него. Интересно. Никодим, како да сака да каже, јас сум учител, ама ја вакво нешто како што ти правиш, не можам. Мора да е Бог со тебе. Мислел дека со ваквиот настап можеби ќе придобие нешто кај Исуса, но всушност си го искажал и своето неверие, затоа што, како што гледаме, тој го признава како учител, но ништо повеќе од тоа. Исус му одговари, му вели: вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, тој не може да го види Божјето царство. Тој е првиот одговор. Значи, ако некој не се роди од озгора, тој нема шанси да го види Божјето царство, еве, за кое што зборувавме. Барем дел можевме да покриеме, а можеме да зборуваме од до утре саба или не знам колку денови и нема да можеме да си изнакажеме како ли ќе биде таму, односно овде, на обновената земја во Божјето царство. Никодим му рече на тоа: како може да се роди човек кога е стар? Зар може повтор пат да влезе во утробата на мајка си и да се роди? Видите, Никодим доаѓа како учител со другиот учител, малку да дебатираат. Но Исус веднаш преминува, затоа што знае, му го знае срцето на Никодим, знае колку и докаде е тој осведочен и колку ги познава работите, и веднаш преминува директно на најважното нешто, на најсуштинското нешто. Џабе да познаваш доктрини, како ова се прави, како тоа се прави, кога, еве што е најважното. Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, втор пат му вели, овој пат она од озгора го заменува со вода и дух, раѓање од вода и дух. Тој не може да влезе во Божјето царство. Нити може да го види, нити ќе влезе.
ако не е роден од озгора, ако не е роден од вода и дух. Че внимавајте, од вода и дух. Не само од вода. Роденото од тело, тело е, а роденото од дух, дух е. Не чуди се што ти реков, треба да се родите од озгора. И сега му да објаснува и му вели, Духот Свети е исто како ветер. И видите, ова што Исус му укажува на никој, токму тоа ќе се случи во неговиот живот. И не само во неговиот. Знаете, тоа е делувањето на Духот Свети. Не знаете кога и како ќе поделува Духот Свети врз некоја личност. Си мислите дека овој оладен не доаѓа во црква и така натаму, но не знаете како Духот делува на него. Еви Никодим, откако после оваа средба цели 3 години нема јавно да го признае Христа, но дозволил да Духот работи во неговото срце и да се случи подосно таа трансформација кај него. Значи, ветрот дува каде што сака и го слушаш неговиот шум. Значи, гледаш, шумолеат лисјата од дрвјата и така натаму, а не знаеш од каде доаѓа и каде оди. Од прилика може да проценат денеска, нели, северен, не знам, јужен. Интересно е кога ова ветриштите која сме секојаш кога ќе дувне југот во Штип, дува, носи, поготово таму кај што сме ние, на повисоко, а ќе се слушнам, а тоа е скоро секојдневно со брат Гоце од Свети Николе, во Свети Николе нема ветер, во Скопје исто ич. Како само во Штип да дува југот, а ако ќе дувне северот во Свети Николе, знам дека после некој време ќе дојде во Штип. И така се случува. Не знаеш од каде доаѓа, каде оди, така и со секој кој што е роден од дух. Значи, никој, не можеме со прецизност да кажеме кога тоа се случило, тоа наново раѓање кај нас. Но се случило. Духот работи. Никодим му одговори, му рече, како може да биде тоа? Се уште прашањето на тоа, како? Прашањето негово е како? И Исус му одговори и рече, ти си Израелев учител и не го знаеш тоа? И да, ете, тоа е, преку ова прашање можеме да видиме која била состојбата на евреите, на еврејската нација воопшто. Знаеме дека Исус кога дошол на оваа земја, тогаш, прв пат, дошол во најголемата темнина. Слично ќе биде и неговото второ доаѓање. Духовна темнина. Не било за чудо што еден учител како Никодим не ја знаел суштината. Знаете, фарисеите се задржувале на формата, на сето она што било облик на побожност, а ја изгубиле суштината од вид. И џабе ти е секое знаење на било каква доктрина, ако не си роден од озгора, ако не си роден од вода и дух. Но како тоа? Како тоа бива? На ова Никодим, патем да кажам дека воопшто не се навредил. Значи, бил спремен да учи. Ви кажав предходно, значи, доста го почитувал Исуса и ги следил неговите учења. Знаете, често пати конкретно на оној настан кога Исус ки го очисти храмот, евреите толку многу збеснале, што веќе гледале само начин како да се решат од него. Меѓутоа не сите. Меѓу нив бил и Никодим. Тој размислувал, ги проучувал пророштвата, го проучувал Стариот Завет. И често пати знаел да каже полека, значи да биде умерен, затоа што знаеле и другите, како порано се случувало кога Божји пророк ќе бил убиен, ќе бил отфрлен, како доаѓало Божја казна, робство, маки, страдање и така натаму. Затоа да не се случи и сега пак, Никодим така размислувал.
Но, иако знаел и за крштевањето на Јован Крстител, учењето на Јован Крстител, слушал, меѓутоа, тоа не успело да поделува доволно врз него, да се скрши таа негова гордост. Знаете зошто? Затоа што ако имало некој да треба да биде спасен, тоа се фарисеите. Па и евреите воопшто, тоа избраниот народ. Какво сега наново раѓање, што збориш со други зборови? Че јас сум спасен, ние сме спасени, тоа можеме да збориме за овие надвор, другите нации, незнабожците. Тешко се кршило тоа негово срце, меѓутоа сепак размислувал и следел се што Исус правил. Ги гледал сите негови чуда, како тоа исцелувал, како им помогал на сиромашните и така натаму и така натаму. И Исус му вели 11 стих, вистина ти велам, зборуваме за она што знаеме, сведочиме за она што сме видели, а сепак не го примате нашето сведоштво. Не верувате кога ви зборував за земни работи, а камо ли сега да почнем да зборувам за небесни. Не верувате за тоа како Духот Свети тука работи, а камо ли за тоа горе како е. 13 стих, и никој не отишел во небо, освен оној кој слезе од небото, човечкиот син кој е во небото. И сега еве ја суштината на Христовата мисија, на Христовата цел, тоа е Евангелието, тоа е она кое што му треба и на Никодим и на секој од нас. Еве како човек може наново да се роди. Што е тоа што ја прави разликата, со други зборови? И како што Мојсей, значи видите како Исус бил неверојатно тактичен, со земјоделците зборувал за жито, за поле, за земја и така натаму, со дрводелците поинаку, а знае дека Никодим е учител кој што е доста запознан сите и работи и го подсетува на настанот од пустината. Како што Мојсей ја издигна змијата во пустината, така треба да биде издигнат човечкиот син. Како што онаа бакарна змија Мојсей ја издигна и што требаше сите кои што беа каснати од змии, сите оние кои што беа каснати од гревот, што треба да прават? Да и гледаат. Само тоа. Да погледнат, да кренат поглед, а не сега да се прашуваат, па што сега, какво е ова едноставен начин. Мислам, мора да има причина, односно да објаснение на сето ова. Не. Едноставно, погледни впери во погледот во таа змија и ќе бидеш спасен. И како што Мојсей го издигна, значи ја издигна змијата во пустината, всушност така треба да биде издигнат човечкиот син. Та секој кој верува во него да не загине, но да има вечен живот. И сега оној познат 16 стих, зашто Бог толку го возлюби светот што го даде својот единроден син, та секој кој што ќе поверува да не загине, туку да има живот вечен, зашто Бог не го испрати својот син во светот, за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Кој верува во него нема да му се суди. На колку едноставен, директен, краток начин Исус му ја објаснил целата мисија своја и всушност целиот план на спасение на Никодим. Гледај и живеј. Гледај на крстот, гледај на Исуса кој што, на човечкиот син, кој што ќе биде издигнат како онаа змија во пустината. Крстот ја прави таа разлика, тоа се гледа и во животот на Никодим. Подосна, ако читаме, значи, ќе ги опфатиме сите три места во Библијата каде што е спомнат Никодим, и тоа само евангелистот Јован го спомнува. Читаме во 9 глава, односно во 7 глава Јован, се извинувам, Јован 7 глава. Тоа веќе малку го спомнав, но еве да прочитаме 50 до 52 стих. Еве една ситуација. Знаете, кога испратиле за да го уловат на збор, меѓутоа фарисеите кога се вратиле, рекле, оно што тие кои што биле пратени нормално од фарисеите,
кога ги прашале зошто не го доведовте, па ни еден човек не зборува како него. Зари вие сте заблудени, им викаат фарисеите во 47 стих. И 50 стих. Никодим, значи дел од Синедрионот, член од Синедрионот, кој порано отиде при Исуса, а кој беше од нив, им рече: осудува ли нашиот закон некого, ако најнапред не го сослуша и не разбере што прави? Како што нагласи претходно, значи бил умерен, внимавал. И ова е една ситуација, меѓутоа во повеќе наврати, вели сестра Елен Вајт, го спречил Синедрионот во намерите да се случи поскоро тоа, да биде Исус фатен. Нормално тоа е било, сето тоа било и течело според Божја промисла, но Никодим е тој кај кој што Светиот Дух работи, полека, постепено, но работи. Посебно после оваа средба со Исуса. И видите каква трансформација се случува. Третото место каде што тој е спомнат во Евангелието по Јован, тоа е 19 глава Јован. Каде што се случува распнувањето, каде што Синот човечки ќе биде издигнат на земјата. И тоа издигнување, тој крст, навистина има таква привлечна моќ за сите нас. Што случува со Никодим, 19 глава, сите знаеме, но да прочитаме 38 стих. Откако Исус веќе починал, издивнал, треба некој да се погрижи сега за телото, и тоа се токму овие двајца тајни, можеме да кажеме, ученици Христови, двајцата богати, двајцата одиграле големо влијание и подоцна во растот на Христовата црква, на првата црква апостолската. Тие, наспроти сите други кои што испобегале, се соблазнале, било тешко време, време на голем испит за сите нив, јавно ќе истапат. Никодим во 3 глава Јован, на почетокот, значи тоа се случува на почетокот на Христовата служба, негде после 5-6 месеци, може би неговата служба, тајно се крие за да се сретне со Исуса. Подосна во 7 глава видовме дека јавно ќе истапи пред Синедронот во одбрана. Полека, почекајте, внимателно. Мора да испитаме. Така е законот. И сега во 19 глава Јован, кога сите испобегале, тој јавно ќе истапи. Без никаков страв. Видите каква трансформација. 38 стих, потоа Јосиф од Ариматеја, кој беше Исусов ученик, но таен заради стравот од јудејците, го замоли Пилата да го земе Исусовото тело, и Пилат му дозволи. Така тој дојде и го зеде неговото тело. И не само што го зеде, туку каде го однесоа? Каде го однесоа? Во неговиот гроб. Во гробот на Јосиф од Ариматеја, изделкан во камен. Го отстапи својот гроб и така се исполни Исаија, 53 глава. Еве ќе имаме прилика во новата година, новото тромесечие да проучуваме. Дека ќе биде распнат меѓу злочинците, а ќе биде погребан меѓу богатите. Пилат му го дозволи, 39 стих, а дојде и Никодим, кој за прв пат му дојде ноќе, често пати Јован ова го нагласува, затоа што сака да ја сватиме таа поента. Прв пат му дојде ноќе, но сега Никодим доаѓа кога никој не доаѓа, кога сите се разбегаа. И што направи? Ова е неверојатно, не знам, јас се обидував да најдам некоја цифра, да го претворам ова во цифра, ама тешко. Некои велат дека ова што го направил Никодим, што донел? Донел, како вели овој превод, 100 литри смеса од смирна и алој. Тоа биле смеси кои што требало да служат да го парфемисаат телото на мртвиот. Се вели, да, не такво алоe, не се мисли на алоe, не, некој е индиско тамо, доста миризливо, и смирна 100 литри.
Некаде читав дека ова било доволно за 200 мртовци да се. За 200 души. 100 литри, станува збор за 100 литри. Некои се обидуваат тоа во цифри да го претворат. Значи, тоа се огромна сума, која што Никодим ја вложува овде. Ме подсетува на Марија со она народово миро. Откако ќе ја допре Божјата љубов. Не штедела веќе ништо, тоа е и Никодим. На почетокот се плашал. Веќе не се плаши ни за своја репутација, ни за ништо, член на Синедрионот. Донел се што имал и не само ова, подосна првата црква ја помагал, значи овие богати луѓе на некој начин ја штителе првата апостолска црква од нападите, тогашните напади. Одиграле многу голема улога овие двајца луѓе. Пред се, значи, насочени сме сега на Никодим и оваа трансформација која што се случила во неговиот живот. И го зедоа Исусот тело и го завиткаа според јудејскиот погребен обичај во ленено платно со мирисите што ги донесоа. Разликата овде ја направил крстот. Никодим, кога стоел долу, среде мноштвото, кое што викало распни го, и кога го видел Исуса на крстот, се сетил на оној прв нивна средба и нивен разговор. Дека кој ќе биде издигнат синот човечки, ќе ги привлече сите кон себе. Сватил и претходно проучувајќи ги проштата, сватил дека тоа е Месијата. Сватил дека тоа е Божиот син, тоа е спасителот. Тоа што се случува пред неговите очи е спасението. И за него и за сите. И веќе не се крил од никого. Крстот ја прави разликата. Крстот ја прави разликата и во животот на секој од нас. Тоа е таа привлечна сила. Тука највеќе Господ ја изразил љубовта кон паднатиот човечки род, кон секого од нас. И ако го имаме крстот во предвид, а светата прича се токму момент да размислуваме за крстот, кај што се положи Исус за нас како грешници, го даде својот живот, се пролеа неговата крв, се крши неговото тело. Тогаш многу полесно ќе ни биде и да се покаеме, и да го признаеме својот грев, и да се помириме со ближниот на кого што сме му сгрешиле. Минатиот пат, сеќавате, зборувавме за тие изјави Христови додека бил на крстот. Првата изјава која беше? Прости им, Господе, сите оние кои што го убија, а меѓу нив сме и ние. Тој од крстот во таква една ситуација вели прости им. Ако Исус нам ни простил, на сите нас што го распавме, тогаш верувам дека нема да биде проблем ние еден на друг да си простиме, ако се уште не сме си простиле. И да го издигнеме Исуса уште еднаш на крстот, да гледаме во него затоа што само така ќе ја истрчаме трката до крај, само така може да делува Духот Свети врз нас, имајќи во предвид таа голема жртва и таа голема цена што беше платена за нас. И само така ќе се случи таа трансформација во нас и тоа наново раѓање, како што еве го гледаме тоа во животот на Никодим. И тогаш нема да жалиме ништо. Што би жалеле од овој живот? Па самиот брат Јани и сите ние, еве, од една мала неволја, малечка неволја, како да ја наречам. На нам веќе толку не отежна овој живот. А камо ли од сето она што доаѓа, овој живот не нуди веќе ништо. Она што го нуди Господ, тоа е она на кое што треба да се насочиме, а тоа е вечниот живот, и тоа е благодарејќи на Христовата жртва на крстот. Да гледаме на крстот и да трчаме напред со сета сигурност и со вера, како што трчаше и Павле, и да ја завршиме трката како што Павле ја заврши. Нека му е слава на Бога. Амин.